Најдобро ми е поезијата кај што нема толку контрола. Затоа толку ми се допаѓаше бит генерацијата. Пошто кај нив не се сите дела добри. Не се, Гинзберг го обожавам, ама не ми се читаат сите негови ствари. Не е се добро. Јасно. Ама низ тоа се случуваат прекрасни искрени моменти, онака. И тоа е точно ми се свиѓа у поезијата што ствара без да се доприме ми ствара човечка конекција. Знаеш, го знам човекот во тој момент, пошто му се случил тој зен момент, ако може да се нарече така, кај што немало инхибиции, а немало потребата за контрола. Не бил во модусот на имање, немал потреба да контролира нешто, туку само да каже. Знаеш, како што зборуваме сега, јас и ти, така и поезијата треба да се третира. Јасно. Со искреност, со желба да се даде нешто, знаеш. И кога даваш нешто од себе си, тоа е подарок за другите. Нема толку интерес за поезија. Мислам дека делумно се менјава тоа малку, помлади деца од нас, овие што го водат култура бета култура, така беше? Добро. Овие Андреј Медиќ, Софија, извинете го заборавив, Тодоровска, можеби, да. Они одлични се. Скоро би сакал да си го сменат дизајнот на страницата, ама тоа што го прават е многу јако и многу имаат ентузијазам и добри се, не се лоши, никој од нив не е лош. Дури одлична е таа поезија за дуџи од тие години, човече, феноменални се. Софија какви ствари пишува и колку е не денес поезија тоа, разбираш. Кога мислиме на денешна поезија, мислиме на поезија на Ѓоко, на Игор Исаковски, на пример. Како беше овој Игор Исаковски, со преместен камен. Никола. Добро, не мора да се ми текнува, али не е важно, услободен стих е замината поезијата скроз. И некој знае да биде да се кажуваат банални работи некако. Се бара поезијата сега, барем таа генерација ја барала поезијата у баналноста, у секојдневниот живот, што е убаво, нели, супер, ама можеби и треба малку да смени. Мислам и дека ни треба малку враќање кон некои други вредности. Затоа ние повеќе го сакаме, за нас е повеќе поетски херој Радован Павловски или Јацов Шопов, отколку што е Игор Исаковски или некои други од помодерните. Не знам зошто. Така, само сум преферирал песни како Павловски, пошто би сакал да сум надвор од градот. Не сакам да сум дома со поезијата. Мислам дека луѓето што ги прават тастаните се сите одлични. Мислам Јуле го направи нели СПФ, го направија без поддршка од министерство. Некако се снајдоа, не знам како, алал им вера, пошто фестивалот изгледаше како да е поддржан од министерство. Да. Одличен беше. Значи помина супер, имаше доволно луѓе колку што би очекувал нели на поетски настан, некои 30-40, не знам. Али многу добро се поминуваа луѓето и беше забавно онака и го гледам тој фестивал како шаблон што треба да ни служи за идните поетски фестивали. Значи не сме имале, не сум бил на поетски настан во Македонија што толку позитивен бил. Значи имаше и дружбата што следи со поезијата, имаше и добра поезија. Значи беа селективни кои го викаат. Имавме странски поети што дојдоа, што се случува обично само на струшки. Кога идиш на струшки е како да одиш на читање у Министерство за култура. Значи пластично некако изфорсирано. Знаеш, единствено кога уживам на струшки, кога сме на плажа со сите поети и си правиме муабет. И тоа е струшки, тука е цела срж на струшки, се друго е безвезална бирократија, знаеш, го прават тоа пошто се уште има пари у струшки. А никој друг не профитира од струшки освен државата. Знаеш, поетите немаат пари од тоа, не ме плаќаат мене за да дојдам на струшки, ниту па на некој друг фестивал. Веројатно треба да се смене некој министерство. Не знам кој е министерство. Не следам многу политика за да го обвинам човекот директно. Став, знаеш, не мора ние биме експерти по секоја тема. Ние си покажуваме наше лаичко мислење. Ти си, например, премногу навлезен во поезијата и мене ми е драго на мислиш, што ти благодарам што денес одби време да бидеш со нас. Чисто дискутираме твој став како Димен или како Борис, што е генерално став, што во принцип мислам дека сите смислуваме исто, ама тешко ни е да го скажеме тоа во јавност, зашто што дали од многу фактори што влијаат, да не ги набројувам. Тие што слушаат знаат на што мислам. Да. Мислам дека треба подостапна да стане поезијата, пошто не
Знаеш, и за мене не беше достапна, мене ми стана достапна, пошто упознав луѓе што се таму, со кои имав слични карактери, па така може да влезам во тие друштва и да станам дел, пример, од таа заедница, и да станам признат, пошто ако не бидеш дел од таа заедница, или ако не си доволно добар, нема да бидеш препознаен. Нели? Многу јасно, многу јасно. Мислам дека треба да стане подостапна за луѓето. Наместо тоа ние ја правиме се поексклузивна и ексклузивна и има некој став на елитизам дори у нашето поетско друштво. Знаеш, и на други места ако одиш на поетски настани во Македонија, поетските настани се третираат како да се некој огромен културен настан, разбираш, мислиш, идат академици од Оксфорд и го прават, значи такво некако претендираат. Сите настани многу претендираат. СПФ го немаше тоа, знаеш, пошто можеби дека има различни медиуми што ги покажува, не знам, или можеби е само моја лична импресија тоа, ама многу често настаните околу поезија што се организираат се такви, знаеш, како не знам како ти го пишам, да си бил у мал град на поетско читање у кино, че знаеш за што мислам. Знаеш, и тоа нашето прво читање пред 100 години исто така беше. Значи пресериозно сите седат на место, па еден по еден се чита, па се најавуваат, па си кажуваат нешто за себе, онака јас сум Трајко Трајковски, почнав да пишувам поезија кога бев 13 и ме тепаше татко ми, па морав да напишам книга за на никој не му е гајле, брат. Значи само читај, после издружиш со луѓето, знаеш, не е битно. Значи никој стварно не е голема поезија, ти треба да прекинеме да се преправаме дека е голема работа. Значи треба да препознаеме на кој ниво сме со поезијата и на кој ниво е признаена поезијата и оттама да почнеме да работиме. Наместо тоа сите претендираат дека се богови и пишуваат поезија. А не се, знаеш. Многу сме небитни и у очите на државата и у очите на обичниот човек. И тотално е занемарен обичниот човек. Знаеш, ако е толку нешто тоа вредно, треба секој да го има. Ова е критичен став. Критички став. Добро, ти благодарам. Што да фатиме некоја друга тема доколку не беа моментално. Имаш нешто замисла? Имам многу критики за поезија, брат, али највише ми е тоа проблемот со поезијата. И затоа е многу луѓе, пример моите познаници и пријатели што не читаат поезија, не уживаат често на поетски настани. Многу ретко уживаат на тоа. Ако уживаат ми е премило, пошто тогаш знам дека профункционирала културата. Знаеш, треба секој да може да го ужива тоа. Те разбира. Некако не знам, ја пробуваат сега во Кокино имаше некој настан, не сум сигурен точно кој го организираше, али беше у склоп настанот воедно имаше и музички настани, имаше и поезија, иако им дале само 15 минути, барем така ми кажа. И тоа е пример добар потек да се вклучи поетското читање, да почне да се гледа како секој друг настан за забава, ако ме разбираш. Значи ако правиме пример некаков културен фестивал, тоа да де факто да вклучува и поезија. Нели, ама за тоа да се случува почесто мора да биде и поезијата малку поинтересна, да биде поблиска до човекот. Јасно. Знаеш, да не се обидува да Сфорсина да не биде, разбирам, многу добро. Да не дојдам, да не се преправа дека држи литургија поетот. Знаеш, Јасно. да не биде причи, се изразам со англицизам. Ти бага Така што мислам дека ние треба да се смениме пред да се смени било што у Министерство на култура и како они придонесуваат за развојот на културата. Пошто во моментов културава ја држиме ние. Црквата на културата е тие 30 души што пишуваат. И толку. Знаеш, тие 30 души сакаат да се тие 30 души. Знаеш, тука и себе се вклучувам. Значи не зборам јас од надвор, го зборам пошто сум внатре. Знаеш, и го гледам надвор како изгледа преку другите луѓе што не се во тој круг. И од многу луѓе сум чул дека се обесхрабруваат од пишување поезија поради тој факт. Поради тоа што кога создаваш нешто, особено ако е пишан збор или ако е уметност, имаш тој човек што го прави тоа има потреба и да биде дел од таа заедница. Знаеш, пошто го прави тоа да го сподели и да најде некој друг што би го разбрал на начин на кој што он го разбира. Значи сака да биде виден тој човек. И ако не може да биде виден, тогаш
ќе почне да прави нешто друго, да пишува поезија, пошто невозможно му е да го оствари тоа што го сака со своето творење. Мора да бидеме поотворени за луѓето што сакаат да пишуваат. Имаме многу циничен став, мислам дека. И мојата генерација има циничен став. Знам дека јас сум бил циничен долго време кон тоа. И сега ми доаѓаат луѓе и ми викаат како имаш ти храброст да излезиш и да читаш твоја поезија, да издадиш книга, нели ти е страв дека ќе те дознаат, знаеш. Значи съдбината им дала таква импресија на тие луѓе дека не само што е разголување, туку е и ризик, што е точно. Тоа е точно дека е така, ама не треба ние како искусни во тоа поле треба да им покажеме на другите дека е во ред да си гол. Нели, ако сакаш не биде гол, евентуално ќе се разголиш, пошто го бара медиумот тоа од тебе. И мислам дека тоа треба да се смени. Така. И мене ме обесхрабрува искрено кога го слушам тој муабет, дека некој се обесхрабрил да прави нешто кое што ужива, кое што можеби не е толку добар, само поради тоа што некој му кажал дека не е доволно таа поезија.